сите ние сакаме да гледаме добар квиз. Луѓето од до мене, ливо и десно, се луѓе кои што многу често учествуваат на квизови во Македонија. Тие формираа асоциација на квиз надпреварувачи или прва македонска квиз асоциација, така, македонска квиз асоциација. Така е, да. Во право сум, Оливер Таневски е председател, Небојша Ангелов не е председател, но исто така е некој кој што е заложен и во последниот квиз го победи Оливер, така? Затоа заслужувате, се шегувам само. Така е. Да бидете дел од асоциацијата. Како и да е, додека чекавме нова линковско вклучување, помоабетив со овие двајца квизаджи и тие ми кажаа дека Македонија навистина се соочува, не знам дали ние толку не сакаме да учиме нови работи, но тие ми рекоа дека има околу 20 на луѓе во Македонија кои што секогаш учествуваат на квизовите. Една Србија има 100, а една Хрватска има па дури и 1000 луѓе. Тоа се фрапантни бројки, да речеме, не изборуваме за тоа дали сме ние толку мали или тие се толку поголеми од нас. Оливер, од каде иницијативата? Дали можеби овие бројки треба да се зголемат? Така и тоа е дел од иницијативата. Овие бројки секако дека мора да се зголемат. Ние затоа ја формиравме оваа квиз асоциација. Прилично сме нови, млади, меѓутоа план е да се шириме преку овој начин, преку медиумите, преку вас. Да допреме нели до што поголем број на квиз љубители пред се, пошто ние сме пред се квиз фанатици, јас и Небојша и другите што се во квиз асоциацијата. И спомнеме Девитмина, никако тргна сте од Девитмина луѓе, колку што знам, така? Да, ние сме 9 луѓе, практично од последниот квиз што учествувавме заедно, формиравме една иницијатива што прерасна еве денес во формирање на квиз асоциација. Кохезија се случи помеѓу нормално надпреварувачите и успеавме да ја формираме оваа квиз асоциација. Сега да не ги заборавиме сите, не би сакал сега да ги набројувам, знаат кои се. Не знам. Идејата е да почнеме со мастерс турнири како оној кој што, така? Да, тоа е на светско ниво се случуваат вакви настани. Значи ние се водиме по примерот и на светската и на британската квиз асоциација. А прв примерни се нормално нашите најблиски соседи србите. Практично јас почнав да учествувам на тие надпревари пред една година и ја видов од таму идејата, па ја пренесов тука со моите сонародници, така да кажем. Во недела го организираме тој прв македонски мастерс, кој што се состои, тој е тест во писмен облик, значи нешто како полагање на факултет, колоквиум или испит. Баш и на факултет ке се полага. Така, на природно-математичкиот факултет во големиот амфитеатар. Околу 20 на луѓе ќе учествуваме на тој прв мастерс. Има и онлайн учесници. Да, ќе бидат србите гости секако, затоа што јас бев нивни гостин пред 2 години. Не знам колку луѓе би го решавале од Србија, меѓутоа важно дека има интерес. Супер. И се надеваме дека тоа во наредни месеци, години ќе се зголемува. Така. И сега може, еви Небојша да каже малце повише за Да, Небојша иначе така. Небојша е уредник на прашањата. Професоре, беше ли тешко да се конципираат тие прашања и како се поделени, кажете ни нешто повеќе околу тоа? Прашањата најпрвин се поделени во 2 дела. Има теми, од кои што во првиот дел се 4 теми и во вториот дел се исто така 4 теми, се решава два пати по 1 час. Да. И ова е стандардна шема од светските првенства по квиз знаење. Ние се водиме по, како што рече Оливер, по темплейтот на нашите соседи, србите и хрватите. И еве се надеваме дека нема да бидат во поголем број од нас. Да, се разбира, составувањето на прашањата не е лесна работа, особено ако прави само еден човек. Да спомнеме дека во Србија и во Хрватска тоа го прават цели тимови, каде што се ангажирани професори и долгогодишни учесници во квизовите, но еве, полека мислам дека ќе го зголемуваме нивото, бидејќи објективно се уште сме далеку зад нашите соседи србите и хрватите, но да речам и фудбалерите беа далеку зад другите, па еве сега
Успевме на европско. дојде ред на европско, шанса за светско. Се надевам дека ќе го подигаме нивото од година во година. Впрочем, тоа беше и целта на асоциацијата, не само да се зголеми интересот за квизинг во државата, туку и да се гради култура. Најпрвен да се зголеми свеста на луѓето во државата, да се гради еден вид на култура, да се научи, освен забавата, нели, со квизовите, учиме многу работи и еве, апелираме и до организаторите, да речеме, порано имаше детски квизови каде што од најрана возраст се потикнуваше овој тип на надпреварување, едукација и култура и постепено еве се губат младите луѓе кои учествуваат, да речам, во квизовите сфери на интерес се некои други области. Тоа зборувавме дека нема 18 годишен човек кој што веројатно би застанал и би знаел многу нешта овде од кај нас, а? Да, сведоци сме во другите држави дека има млади надпреварувачи кои што имат извонредно знаење. Целта е тоа да се мотивираат младите луѓе пред се да го градат своето знаење и култура и со квизовите, но ако слушнеш ти дека постои некоја книга која што не си чул дека постои, можеби еден ден и ќе ја прочиташ. Така е, да. Нивоша, Оливер, морам да ве прашам сега, откако Нивоша ни кажа многу повеќе за тоа како ги составал прашањата, нели? Не ги кажа одговорите си како се шигувам само. Оливер, кажете ми, како почна вашата приказна за околу квизовите? Тоа имавте во дома, нели? Во дома обично кога се гледа квизови имаме некакви надпревари, сами меѓу семејството. Така некако одеше? Да, јас сум, да речам дека потекнувам од така квизаџиско семејство, затоа што квизовите сме ги прателе уште од стара Југославија, да кажам, од стариот систем. И тоа ми останало најверојатно во мене и секогаш кога имало некој квиз сум сакал што повеќе нели да научам и да знам. И еве таа љубопитност од пред 20 години, да речеме, прераснува во нешто што се надеваме дека ќе биде некаков ентитет тука во оваа држава. И еве апел до телевизиите до сите медиуми да можат да учествуваат во креирање. Да, во креирање на квизови, каде што ќе земат учество што е можно поголем број на креативни луѓе, да речеме. Нивоша, вашата приказна како одеше? Па да, можам да кажам дека и јас потекнувам од такво квизаџиско семејство, уште од најрана возраст. Со татко ми најпрви ги следевме квиз емисиите, да речам, на радио Штип. Тогаш јас потекнувам од Ерџелија Свети Николско и тогаш имаше доста такви едукативни радио емисии, каде што имаше, да речам, некои символични награди, но интересот беше многу поголем. Еве, радиото, да речам, тој тип на забава, квизовите или такви активности изумираат. Се надевам дека нема да изумрат и на телевизиите, бидејќи интернетот зема се поголем замав. Знаеме дека се повеќе, да речам, паб квизови или друг формат на квизови се стримаат на интернет, но еве, се бориме колку што можеме да го задржиме нивото, да, и тој медиум на презентација на Само еден мал чекор, значи има уште многу моменти во квиз културата што треба тука да се запазат кај нас, меѓутоа вака почнуваме. Мислам дека сме на прав пат, па ќе видиме. Да, така е. Ќе покаже времето. Немаме уште многу време ние за ова линковско вклучување, никако нели пробивме се заедно во однос на времето на моите колеги кои што треба да кажат, но јас морам да кажам еве и апел до сите оние кои што не гледаат во Мигов, а тоа се телевизии, тоа се спонзори, тоа се луѓе кои што создаваат квизови. Мислам дека ваквите луѓе како Оливер и Небојша не заслужуваат да добијат никаква символична награда, нели? Сепак тие своето знаење го граделе со години. Тоа е само мое мислење, но може да го имате во предвид кога ги делите наградите во квизовите, а зошто не, еве провокација и за нас како Телма телевизија да создадеме некој квиз на кој што би ни биле гости, нели како учесници. Тоа било многу добра работа.
Нели? Да, да. Ете така, толку од нас и мастер турнир, само да ве потсетам, 5 декември во амфитеатарот на Природно-математичкиот факултет. Ке ги одмерат силите овие 20 учесници досега, а се надевам дека бројот ќе биде уште поголем.